Го следите саботното издание на регионалните вести. По долг период во руинирана состојба, паркот и детско катче во Ајдучко мало во Тетово денес со нов лик. Заслужни за мини реконструкцијата се активистите на Младинскиот образовен форум од Тетово. Преку реализација на активностите од иницијатива на Младинскиот образовен форум од Тетово, паркот во Ајдучко мало добива нов лик. Паркот е исчистен од смет, спроведени се акции за бојадисување, поставени се нови клупи и постаменти за седење, а извршена е и мини реконструкција на паркот со обнова на постоечките лулашки и клацкалки. Целта на младинската иницијатива да го вратиме паркот Ајдучко мало на младите е да се поттикне прашањето за недостиг од услови за спорт и рекреација на младите во Тетово и недостиг од објекти од спортска инфраструктура. Младински образовен форум во рамките на проектот на УСАИ за граѓанско општество ја спроведува младинската иницијатива да го вратиме паркот Ајдучко мало на младите. Ова иницијатива ја спроведуваат околу 15 на млади членови на Младински образовен форум во соработка со јавното комунално претпријатие Тетово. Во изминатиот период, значи зборувам за месеците април, мај и јуни, имаме реализирано повеќе активности во овој парк, односно акции, и тоа 4 акции за расчистување на паркот од џубришта и од смет, една акција за уредување на зеленилото на паркот, 2 акции за бојадисување на инвентарот и уште 2 акции за мини реконструкција на овој парк. Сега, кога зборувам за мини реконструкција, навистина го мислам тоа, затоа што она што ние го имаме направено во овој парк е навистина мало, меѓутоа е многу значено затоа што сепак е направено волонтерски од страна на млади луѓе. Веруваме дека е изработено во согласно со ресурсите кои што ние сме ги имале расположливи. Веруваме дека ова ќе биде еден мал поттик до локалните надлежни институции да можат да вложат, да речеме, повеќе енергија и ресурси и да се грижат за јавните површини на градот кои што им се потребни и да бидат достапни за сите граѓани. Локалната младинска иницијатива да го вратиме паркот Ајдучко мало на младите ја спроведува локалниот центар на Младински образовен форум од Тетово во партнерство со јавното комунално претпријатие од Тетово. Спортскиот центар и паркот во Ајдучко мало се единствените 2 места во Тетово каде постојат детски катчиња на отворено, кои од друга страна се тотално оштетени и не можат да се користат. Одбележани 3 години од упокојувањето на митрополитот на Полошко-Кумановската епархија господин Кирил. На неговиот помен парастос во Кумановско Делјадровце присуствуваше архиепископот господин Стефан, повеќе митрополити и голем број роднини, пријатели и почитувачи на делото на митрополитот господин Кирил. Во Кумановско Делјадровце во манастирот Свети Ѓорги се одбележаа 3 години од упокојувањето на митрополитот на Полошко-Кумановската епархија господин Кирил. Одбележувањето започна во црквата Свети Ѓорги, каде беше отслужена света архиерејска за упокоена литургија. Беше присутен архиепископот Охридски македонски господин Стефан, митрополитот на Тетовско-Гостиварската епархија господин Јосиф, митрополитот на Кумановско-Осоговската епархија господин Јосиф и митрополитот Европски господин Пимен. Присуствува голем број верници и роднини почитувачи на делото на митрополитот Кирил. Архиепископот Стефан пред вечното почивалиште на господин Кирил потсети на богоугодните дела направени од поранешниот митрополит на Полошко-Кумановската епархија. Неговото име е запишано во секој наш храм, во секој наш манастир, во секое македонско здружение, па ќе речем и во секоја македонска душа на тие простори. Но она што особено сакам денес да го кажам е колку е потребен и колку е моќен добриот збор. Ако нешто најмногу го красеше митрополитот Кирил, тоа беше неговиот добар збор. Тој можеше да најде, да разговара и да се разбере со секого, и со деца, и со дедовци, и со клисари, и со владици. Тој знаеше што треба да им каже на луѓето и во Лешок, и во Вруток, и во Теарце, и во Радиовце, што во Куманово, што во Кратово, и секаде да биде разбран и почитуван за својот збор. Тој знаеше и умееше со сите
и со оние околу себе, и со оние што ги сретнуваше во својата мисија и дејност, знаеше како со стопанствениците, како со политичарите, умееше со сите. И затоа останува неговиот спомен да живее меѓу сите средини, насекаде каде што тој чекорел, говорел, со сите оние со кои се дружел. Верувам дека сите овде присутни би го кажали истото што ова го говорил за митрополитот Кирил. Нека му е вечен споменот и ќе потсетам, секогаш во секое време се потребни такви луѓе. Па и денес потребен е добриот збор во семејството, во соседството, на улица, на работа, да не говориме колку ни е потребен добриот збор во политиката, меѓу политичарите, во нашето секојдневие, во нашето општество и во животот на нашата света црква. За делото на последниот жив митрополит кој присуствувал на собирот на македонските архиереи во 1967 година, кога е возобновена автономијата на Македонската православна црква, даде изјава митрополитот европски господин Пимен. Многу убави спомени ме врзуваат со веќе починатиот митрополит Кирил. Значи, јас на него се сеќавам скоро цел мој живот, затоа што потекнуваше од Преспа, од каде што потекнувам и јас. За него се слушаше секогаш и од неговите соученици кои беа веќе генерации на моите чичковци, до неговите родни нидни поколенија и многу луѓе кои го познаваа, особено луѓе од секторот на стопанството кои секогаш со воодушевување зборуваа за него. За веќе кога јас одлучив да се запишувам на теолошкиот факултет, да имам можност и лично да го запознам и да го добиам благословот за моје запишување на теолошкиот факултет, што многу ми значеше како подршка. За потоа веќе те по милоста Божја еден ден и да станеме браќа и сотрудници на нивата Господова и заедно да се трудиме околу надградувањето и одржувањето на Македонската православна црква. И сега веќе доаѓаме во времење кога, спомнувајќи се за него, на овој ден кога се навршува 3 години од неговото упокојување, да ги обновиме заветите негови и да се трудиме да продолжиме онаму каде што тој застана. Упокоениот владика Кирил во период од 1967 до 1986 година бил митрополит американско-канадски, додека од 1986 па се до неговата смрт во 2013 година тој беше начело на Полошко-Кумановската епархија, почина на 79 годишна возраст. Кривични пријави поднесе тетовската полиција поради нападот врз нивните 4 службеници. Со пријава за убиство во обид ќе се соочи 69 годишник кој тешко го повреди еден од полицајците. Секторот за внатрешни работи Тетово вчера до основното јавно обвинителство поднесе кривични пријави за 4 лица од градот поврзани со нападот врз 4 полицајци, што во четвртокот околу 18 часот се случи во Тетово, информираше денес потпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. 69 годишникот со иницијали АИ е осомничен за убиство во обид, бидејќи според досегашниот тек од истрагата, тој со железна шипка ги нападнал полицајците, при што двајца од нив се здобиле со тешки телесни повреди по главите и телата, пошто беа префрлени на скопските клиники, каде врзениот од полицајците, кој бил најтешко повреден, бил извршен хирушки зафат и е во сериозна здравствена состојба. Неговиот син на 40 години со иницијали ИИ се сомничи за напад на службено лице при вршење работи на безбедност. При обидот за негово апсење поради правосилна судска пресуда со која ИИ е осуден на казна затвор од 1 година поради нанесување тешка телесна повреда, дојде до нападот врз полицајците. Останатите две лица, ЕЈ на 36 години и 17 годишниот син на ИИ, се осомничени како соизвршители при нападот на службено лице што врши работи на безбедност. ЕЈ уште во петокот половина час по полноќ бил приведен и задржан од полицијата, а во текот на вчерашниот ден тој бил изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд во Тетово, кој му определи на ЕЈ притвор од 30 денови. Истата мерка
притвор во трајање од 30 денови им е определена на АИ и кои се во бегство и кои се бараат, соопшти денеска тетовската полиција. Во првите 5 месеци од годинава во гостиварскиот регион регистрирани се 133 нарушувања на јавниот ред и мир. Бројката е поголема за 24, споредено со лани истиот период. Сите инволвирани лица во случаите биле од машки пол и имале над 25 години. Зголемен е бројот на физички напади, тепачки и други нарушувања на јавниот ред и мир на поширокото гостиварско подрачје. Според податоците од полицијата, во првите 5 месеци од годинава биле регистрирани 133 такви случаи. Споредено со лани истиот период, тоа се 24 повеќе. Од вкупниот број на нарушувања на јавниот ред и мир, полицијата целосно расветлила 46, кои резултирале со соодветни пријави против 61 сторител. Сите инволвирани биле лица од машки пол, најчесто на возраст над 25 години. Поголемиот дел од нив биле невработени. Улицата и натаму останува место каде најчесто се случуваат прекршоците. Освен на улица ги имало и во угостителски објекти, станови, па дури и во деловни простории. Што се однесува до видот на пријавените прекршоци, најбројни се физичките напади, вкупно 49, потоа следуваат караниците и меѓусебните тепачки. Во периодот од јануари до мај оваа година регистрирани се и 10 случаи на омаловажување на полициски службеници. Како што стои во информацијата од СВР Тетова, најсреќавани причини за нарушувањата на јавниот ред и мир во гостиварско се меѓусебни недоразбирања, нарушени односи, психички растројства, како и болести на зависност. Полицијата со апел за внимателност во возењето утре во Мавровскиот регион, каде се одржува велосипедска тура. Во недела на 12 јули 2016 година во Маврово ќе се одржи спортско-рекреативната манифестација Маврово Тура 2016, чиј организатор е општината Маврово Ростуше. Нова манифестација пријавени се и се очекуваат да учествуваат поголем број љубители на велосипедизмот и пешачењето, со што во значителна мерка ќе се зголеми вкупната фреквенција во регионот. Со цел непречено и безбедно да се одржи манифестацијата, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните кои во недела со возила планираат да дојдат на Маврово во периодот од 8 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути, да бидат максимално внимателни доколку се движат по регионалниот пат околу Мавровското езеро и на регионалниот пат за мијачкото село Галичник до местноста Царевец. На возачите им се советува да ја прилагодат брзината, доследно да ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи и да се воздржат од непотребно брзање. На граѓаните им се советува исто така да не ја нарушуваат јавната чистота и јавниот ред и мир на подрачјето. Од недела до вторник неколку села во Тетовско ќе останат без електрична енергија. Прекините во снабдувањето со струја се поради изградба на нов далновод. Без електрична енергија од недела до вторник ќе останат неколку села во Тетовско. Прекините во снабдувањето со струја се поради изградба на нов далновод, како што стои во известувањето на МЕПСО, во населените места Желино, Сарачино, Палатица и Озормиште ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија заради изградбата на новиот 110 киловолтен далновод, што ги поврзува трансформаторските станици Скопје 1, Југохром, ТРЦ и Тетово 1, заради електромонтажни работи на трасата во деновите 12 и 13 јуни од 8 до 17 часот без напојување со електрична енергија ќе бидат населените места Сарачино, Желино, општина Желино и касарната на Арама во Еребино. Додека пак во деновите 13 и 14 јуни без напојување со електрична енергија од 9 до 17 часот ќе останат населените места Палатица и Озормиште. МЕПСО е во финална фаза на изградбата на новиот 110 киловолтен далновод, линиски енергетски објект со кој значително ќе се зголеми снабдувањето со квалитетна електрична енергија на Тетовскиот регион, еден од најголемите конзументи на електрична енергија во Република Македонија. Новиот далновод е инвестиција во преносната мрежа вредна над 3,5 милиони евра, наменети за изградба на нови 158 челично решеткасти столбови и нови спроводни јажиња, изолатори, спојна и овесна опрема. Далноводот што се реконструира беше поставен на армирано бетонски столбови и беше во функција подолго од 60 години, информира од компанијата МЕПСО.
Откако судот синоќа ги одби мерките за предпазливост за Никола Груевски, Милијана Киевски и Тони Трајковски како неосновани, специјалното јавно обвинителство најверојатно ќе ја обжали одлуката на судот. По вчерашниот распит, судот синоќа донесе решение дека нема да се применат никакви мерки за првите тројца осомничени за случајот ТНТ. Специјалното јавно обвинителство во април го објави случајот ТНТ за уривањето на објектот Космос, кој беше во сопственост на бизнисменот и лидер на политичката партија ПЕИ Фијат Цановски во 2011 година. Најновата листа на должници што ја објави Управата за јавни приходи покажа дека 3 државни компании должат повеќе од 10 милиони евра за неплатени даноци. Македонската радиотелевизија должи околу 73 милиони денари или 1,1 милион евра. Македонија Пат должи 433 милиони денари или околу 7 милиони евра, а Македонски шуми должи околу 253 милиони денари или околу 4,1 милиони евра. Силите на либиската влада на национално единство го зазедоа градот Сирт, кој е главното упориште на милитантите од исламската држава, соопшти официјални либиски представници. Агенциите јавија дека силите лојални на либиската влада по жестоки борби со екстремистите ја преземале контролата врз Сирт и тука се стационирале. Владините трупи исто така заземале неколку стамбени згради во источниот дел на градот, а во офанзивата загинале 11 војници, додека 45 се ранети. Сирт се наоѓа на 450 километри од главниот град Триполи и од 2014 година е главно упориште на исламистите во Либија. 22-годишната американска пејачка Кристина Грими е застрелана по концертот во Орланд и набрзо починала од последиците на ранувањето. Полицијата наведе дека во петокот околу 22 часот кон Грими пукал напаѓачот кој имал 2 пиштоли. Мажот, чие име не е објавено, пукал кон пејачката додека потпишувала автограми, а потоа пукал и во себе и се убил. Веста за нападот врз пејачката брзо се рашири на социјалните мрежи и предизвика шокираност и гнев кај многу нејзини обожаватели. Грими во 6-та сезона на надпреварувањето на американската телевизија го освои 3-то место во 2014 година. Градот Марсеј се претвори во градот на хаосот откако хулигани дивееја по улиците. Англиските хулигани повторно го имаа својот збор на улиците. Познатите и озогласени проблематици повторно блеснаа во својот полн сјај и се пресметаа со дел од навивачите на Русија. Се почнало откако една помала група на навивачи на Русија почнале да фрлаат со стаклени шишиња кон пабот, каде биле стационирани навивачите на Англија. Хаотични ситуации се видени низ Марсеј, каде и специјалната жандармерија на Франција имаше полни раце работа. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 8 до 16, а дневната од 24 до 30 степени. Утре не очекува сончево и топло време, со мала до умерена облачност. Попладне во планинските делови е можна изолирана појава на пороен дожд. Утринската температура ќе се движи од 7 до 17, а дневната од 22 до 29 степени. Тоа беа информациите во рамки на денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.